Почитувани партнери и почитувани гости, добредојдовте на денешната дискусија, каде што ќе зборуваме за една од најрелевантните и најдинамичните области во современиот HR и корпоративен свет. Станува збор за employer brandingот. Најпрво пред себе сакала да ги представам моите денешни соговорнички. Ана Салтирова, HR professional, NLP coach и founder на Мичели Избор. Александра Богданова, employer brand and culture менеджер во Ваја. И Зорица Државица Бешковска, генерален менеджер на кариера МАК. Накратко, малку опис кратко на денешната панел дискусија. Именно живееме во време каде компаниите не се препознаваат увеќе единствено само по своите производи и услови, туку и културата, па што е била однатре, односот со работење и сликата што е пред кораката. Па затоа разборувала малку за улогата на HR тимовите да се работат со маркетинг тимовите, работењето како тие ја градат, како тие градат брендот на компаниите, позитивните и негативните страни. Да започнеме, што подразбирате вие од employer branding на 2025 година? Ми го дала прашањето, Може. Сега јас ќе се надовршам да започнеме видим добара бренд што овие години постои на територијата на Република Македонија. Можеш ли да ни споделиш да подразбираш што employer branding за 2020? Пред сега кажете да ме видите на брендингот. И овде според дефиницијата се појавува некаде 90 години. Меѓутоа, според мене се појавува уште од самиот почеток на компаниите. Зошто кога employer брендингот на крајот на денот стигна до тената во компанијата. Сега, како компанија, што веќе 102 години постои компанија, можам да кажам дека промената е нормално многу. Меѓутоа, најважно е да се дига агина и да се регулира, како што еволуираме трендовете и самата жена. Така што тоа што можеби во 80-тите било седнување на уабења да статна си пријатели, да го решиш како ти е на работа да работа. И заради тоа да изградиш некој доволно светоглед на самото дело, да сакаш да работиш таму, тоа денес го правиме на многу преструктуриран начин, со утилизирање на сите дигитални канали и со утилизирање на еден од најважните аспекти на employer brandingот, односно самото работа. Искам да добро пришли да дадам прашањето на Александра, но што кажам дека е ствари клучно брендингот и маркетинг се спомнува заедно со HR. И ако брендот преветување, културата е ствари показ. И оно што ни е важно да го имаме како луѓето, што го зборувам позиција на HR, ако луѓето ја чувствуваат компанијата, или како моето дете да работи во оваа компанија, или што зборат на слава за компанијата, а не од позиција на хаштаг, на Инстаграм, на LinkedIn и така натаму. И таа ми почва и текато двата сектора се спојуваме, се креираат нови позиции, се креираат нови работни позиции, како што е employer branding, като што имаме тесно поврзување, како што сме Александра позиција на активност и одговор на потребите на пазарот. На кој начин се одвива тоа? На кој начин се одвиваат HR и маркетинг тим? Дали е тоа секојдневно, како најразлични активности, во врска со, да речеме, социјалните медиуми, дали ќе договараат, што ќе презентираат каква слика ќе направат за брендот на социјалните медиуми. И кога сме веќе таму, според вас, која мислите дека е најрелевантната платформа за брендот да може да се изгради и стаи? За платформата ти дадам прашањето, а за првиот дел основа станува за како се работуваат. Се работуваат како за било кој дел од компанијата. Станува збор која е стратегијата, која е цел. После целта се операционализира во процеси. Сега процесите ствари се менуваат. Тоа се менува пазарот, како се менуваат штаби и ние ги менуваме процесите на самата компанија. Градиме, ги раснеме, некои ги замираме, ги пензионираме со љубов и разбирање, а некои го основа ги лагаме како нови продукти и нови делови, како да може да одговорат на потреби. Зошто? Имаме проблеми на пазарот, што бараме да ги решиме, стои требаат нови го острова решенија и тие нови решенија покажуваме мрџање кој е делот на маркетинг, делот на HR. Така што сега ние во HR, што за мене многу на мој ден ја почнувам со HR, немаше персона. Сега имаме персона идеална, дајм персона што е класичен
Това не е големи од маркетингот, ништо тоа. Зорица, Швега се навратила за тоа како employer branding зборуваме за како што е employer branding денес. Employer brandingот морам да се согласиме дека е нешто што се појави во регионот со пандемијата. Претходно зборувавме за маркетинг на компанијата, зборувавме за тоа како ние не работиме, меѓутоа не го зборувавме баш како employer branding, нели? Employer brandingот во Кариини потегнува многу одамна, уште во 90-те години, тоа големите компании, кои што во тоа време направиле битка за ботани, најчесто се поврзува појавувањето на employer branding со IT компании. Значи, во Америка во 90-те години, тога веќе се случува тоа IT бум, се појави како да ги прекваме бројотените. Првите employer branding практики се градени од големи компании, како Microsoft, како Google, натака веќе изгледите со големи буџети. Во создавањето на нови брендинг од 2000 година на наука, почнува веќе да се размислува за тоа како да издржиме работената, па и така го правиме employer branding со маркетингот и HR, културите, со тоа што морам да кажам дека и employer brandingот има нека таймлайн како се менува. Значи, на почетокот дека employer branding беше табла за пинг-понг на компанија, сега денеска има правето на средства, правето на семејството на университет за работа со нашите компании. можеме да приклучиме дека наистина е важно HR и маркетинг да се работуваат за целта на градење, удржување, ширење на имиџот на компанијата. Нешто со вработените. Што мислите, дали вработени може да на вистински начин да прикаже брендот, да речеме во социјалниот живот? Кои се придобивките, недостатоците од вработениот како бренд амбасадор? Сите работени се бренд амбасадори. Прашањето е само колку сте свесни дека се бренд амбасадори и како тоа го прават. Заради тоа што они влијаат на сликата. Ми многу повеќе ми значи што некој ти каже за компанијата, заради тоа што некој напишал за компанијата, тоа што го напишал компанијата или некој од компанијата. Кога давам совет на некому за некоја компанија, дали да се одлучи да направи трансфер, прво работа што кажам, преграши, а одиш. Која е компанијата? Што зборуваат? Што во Америка го имаат Glassdoor, а ние си ги имаме комшиите, роднините. Ние сакаме да зборуваме и споделуваме тие работи. Дури имаше и иницијатива Мајте светот да влезе, што викаш на избеда сега златам? Од Србија што би... А можем да го пишем како изгледа, значи црвено флорело. На Словени може би не текне. Ти ми текне како мора да се скава, што ли ми текна с платформа? Платформата за Джоберти имаше обид, одлично функционира Бајте, што нив мајнците ти на така, кога за другиот дел, односно луѓето се зборуваат. Дека тоа е правијата како, многу оно што е важно да имаме свест и да почнеме другиот маркетинг има точка да ги наточуваме како да зборуваат, што може некој само да го каже, се едноставно тоа не го прави во духот на компанијата или во настопат. И тој дел од маркетинг на точка треба да се менеджира, од HR на точка па ние сме креатори на културата, а културата е онаа која што беше одговор на бекнувањето на бренд. Така да тој дел, таа режија треба да биде исценирана. Па мислам, режија и исценирана, мислам во насока на шминка и монтирање за преднамери, мислам, како секој добар филм што има режија, и како што добро функционира, така и компанијата да се изражира спротив филмови, реално брендот ќе биде одговор на нешто, а не... Ми го отвори прашањето, како бренд амбасадори вработените на некој начин се ограничува слобода на изразување, примерно на социјални медиуми. Има, например, одредени луѓе, не да некога сега не споменам, меѓутоа да ги врзуваме со брендот. И како такви луѓе, како например коментираат нешто на социјалните медиуми, дали дела што би се поврзало или би влијало негативно на самиот бренд,
И тоа е проблемот со нивото, да. Зошто имам дека имаш многу повеќе да кажеш, може би некој старински случај како влија. Така, за сите немаме негативни случаи како има, меѓутоа да, тоа секогаш ризик да има некој како поврзан така врзан бренд. Иако, ајде да кажем, последните години на пик ќе престанат вредностите. Целата компанија има правилно дефинирано вредностите. Работите се пристоват да хранители и тие живеат. Вредностите никога не дава организацијата, вредностите контролата само да ја добри вредности, значи за тоа го работат. Така што, по принцип, не. Секогаш има признатен ризик за нешто што не е поврзано, а е споделено, меѓутоа тоа е слободен договор со што не имаме направена контрола. Но што можеме да го направиме и од маркетинг и од HR аспект е да ги насочиме преку сторителинг, како што кажа Ана, не е тоа мотивирање, некам правење на рација и слично, каде само подценување на работините да си го најдат цениот глас. Ако работиниот има верба, ако верба во мисијата, во визијата на компанијата, многу е лесно да си го најдат гласот да се изрази, секако со нешто што можете да направите. Едноставно не може да биде стобршано. Сте вршили работи, знаеме дека се монтира. Точно. Тоа всушност ќе развиваме, например, да ми дадеш тука, каде е границата помеѓу искрената, вистинската слика за компанијата и она што е спакувано, она што јавноста го знае. Дали мислиш дека сликата навле треба да се кореспондира со внатрешноста, дали е тоа чест пример во територијата на нашата земја, што би додала да мислиш? Јас можам да споделам уверените што генерален директор на фирмата овие години имав глава да гледам во јавните компании. И можам да, како одгоре, да погледам компаниите и да кажам што се случува на време на времето, односно да кажем на тие практики. Можам да заклучам дека за последно време компаниите навистина вложуваат големи буџети за тоа како се представат. Дел од компаниите дури во своите HR тимови почуваат и психолози, во време што не беше пракса во минатото, за да направат навистина во компаниите со таква полова. Во сегменти, ако не си во ситуација да имаат члени во компанијата, тогаш добиваат буџет за покривање на штутите, во време што ги мачат на паранаторно. Ова се директива поготово на индустријата што се хай-тек, на IT индустријата, не располагаат со какви буџети најмногу. И странските инвестиции нормално. Тука можам да кажам дека некои локални компании кои што имаат сигналски програма, да речам, односно одлучување кој ќе ги запава, кој ќе ги слика, на компанијата да ги тие издојуваат такви буџети. А во однос на спакувањите приказни, тоа беше нека класична пракса која што се случуваше на почетокот, кога се уште не знаевме како да градиме градови. А сега тука јас би спомнала и да верам како дека е наистина мокна алатка за известување. Ние имаме заработки со компании кои се врвни во тоа како се ги приложуваат новите пракси и го користат баш нашиот веб сервис за да се го објаснат целиот процес на тоа како бираат луѓе, како да го жуваат луѓето и како се помагаат само да себе да задржат тимовите што се потребни. Така да сметам дека спакуваната слика е нешто што секогаш ќе постои, секој маркетинг план е основната работа, меѓутоа она што вистински вреди е вистинското искуство на луѓето кои што работат за нас секојдневно и сметам дека на HR тимовите главната обврска секојдневно, освен да направат плати, е да ги прашаат како се случува. Јас би се наврнала на чисто нели од аспекти на социјални медии, кога зборуваме за финален продуктот приказан на некој работа. И што кажа Ана, апсолутно не мора да биде совршено, меѓутоа мора да биде автентично. И тоа во едно застапно да помага при кампањи, дури многу подоцна кој некој видео направен со најхајтек продукција,
И затоа би сакала да споделам чисто еден пример за како ние ставаме луѓе пред како лица на компанијата. Денес сме тука да промовираме нашата реализација која се ночи. И сега можеме да напишеме пост на LinkedIn, се одржува од тогаш до тогаш, 6 едикција во ред, многу задоволен, многу благодарен и слично. Меѓутоа, сосема друго, кога ја скапата на мојата колешка Магија, која што беше дел од првото издание на тој завршител, сега е менаџер во Товара Скопје. И кога таа ти се раскаже својата приказна за како практикант стане на менаџерска позиција, имала шанса да биде дел од Women in Leadership, што е дел од нашата корпорација CCHBC, да инспирира други млади жени, тогаш таа програма добила многу голема тежина, со тој привлекува многу собери кандидати. Се служувам супер, одличен пример ни сподели. Би сакала да го споменам и чувството на вработениот, поврзано со employer тренингот. Колку е важно вработените во компанијата да се чувствуваат убаво, да имаат work-life balance, менталното здравје, грижата за менталното здравје, тоа е зорица нешто што го спомена негде во твоето изјавување предното. Би сакала малку да се загрижи на колку компаниите да наистина се грижат да нивните вработени и тие добро да се чувствуваат, за да следи ширење на една добра слика за самата компанија поради грижата за исти. Јас ќе почнам. За менталното здравје, наискрено и лично и како компанија ние се заангажираме многу повеќе во почетокот на оваа година. Затоа што да разговори со нашите клиенти, разбрахме дека навистина е потребно да се направи едно истражување во кој што ќе вклучиме различни компании и представници од компаниите ќе да знаеме што точно се случува во компаниите на нашите клиенти. Па така цел јануари направивме истражување за ментално здравје кој што го споделивме со сите наши клиенти и тие натачно се споделија во нивните компании. Над 100 испитаници беа дел од истражувањето, траеше цел месец и на крајот од месецот да заклучивме со надлог за ментално здравје со две, да речем, истакнати психолози од Скопје, кои што направивме рутинца, со седмица прехранича различни компании, 40 компании беа посетени на настанот. Интересно беше да се види резултатите кои ги развивуваме за да бидат со истражувањето за ментално здравје во рамките за средни во Македонија. Разбрахме дека компаниите во Македонија повеќето од нив веќе започнале да размислуваат за тоа да скупуваат вработените. Меѓутоа, од друга страна, добивме информации, некои бројки кои што за мене беа многу интересни да се размедуваат. Да речеме, дури повеќе од 40% од испитаниците одговориле дека би прифатиле било каква друга работна позиција, која што би била 20% помалку платена од минималната плата, само за да не се чувствуваат лошо и сомневени на работно место. 20% една плата за еден човек не е мало процент. Исто така и промената на било каква работно место во однос на тоа што во момент е работа, што тоа го видите период на женски позиции, узмете женски високи позиции. Сепак зборува за тоа колку во моментот луѓето им е битно како се чувствуваат на работа, а нормално и како ќе се тинат од дома. Затоа што од она што разбрахме од самото истражување е дека луѓето навистина после работното време си ги принесуваат сите убави и неубави моменти дома, а домашните тоа ги рефлектираат на нашите домејка и така натаму. Више баш да поздравам што го направивте во кариера, што многу е важно да знаеме која е состојбата, да не идеме на систем. Јас си мислам дека, него баш онака да влеземе малце под лавата, да видиме која е причината, како ми се чувствуваат. Оно што баваме како тренинг запатите, како е дека well-being, да видиме како е состојбата кај нас. Може би кај нас, поинаку. Истогнавме бројките на страшно бяха истражувањето, беше супер и секоја чест, затоа што стварно ни е потребно такво нешто, да се видиме, да си ја снимиме работата. И исто тоа е важно од брендинг позиција да си ја снимиме состојбата како ни во компанијата. И нема потреба да се залажуваме ни себе си, ни другите надвор, него од таму каде што сме, да почнеме да ја гледаме и да ја водиме приказните таму каде што сакаме да видиме. Факт, работените се брендот на компанијата.
колку е приказано, луѓето се зборуваат и ние не можеме да им забраниме, или треба да им забраниме, зашто исто градиме бренд компанија научност, што не е нешто што не сакаме да бидеме асоцирани. Така да се зборува многу за лоби, ништо поише друга причина за тоа што кога човек добро се чувствува, го дава најголема оцена. Не се чувствува доволно добро, ќе го даде не доволно добра оцена. А оно што го спомна Зорица дека 20% докато се спремни, не 20%, за 20% се спремни да намалат 20% да се намала плата. Од мојата коучинг пракса го гледам редовно, а теоријата, науката, психолозите со години го зборуваат истото дека луѓето не прават се за пари. Знаеме кој се прави за пари, самиот подкаст не мисли да ги многуваме. Океј, можеме да заклучиме дека и да ги охрабриме компаниите да се потрудат малку повеќе да обрнат внимание на своите вработени, да се чувствуваат добро на местото. Точно би рекла дека волем да одеме да ги доминуваме на работа и е важно да се чувствуваме на сите ние убаво и кога се отидеме дома да се однесеме една насамка, една позитивна енергија, за да не ги оптеретуваме нашите домашни со сите тие негативности што ни се случиле на работното место. Откриека вака би завршила денешната панел дискусија, но претходно би сакала да ве препоракам да се споделите нешто можеби што е надвор од темава, смета дека треба да го знае пошироката јавност, нека порака или било што така буквално. Значи, јас ќе се држам до духот од темата на која сме тука. Значи, потребна компанијата личен избор, ќе врзам во тој контекст. Сега, кај да правиме лични свесни избори, кога правиме за брендинг на компанијата, самата компанија има две колела, има сакриена позиција на благодарност, да видиме и да им посочиме и да им покажеме и помогнеме на работените што се има, како што и во многу убави идеални услови, има луѓе што го држат фокусот на негативно. Бара има прекрасни услови, прекрасни работи. Има многу компании што имаат прекрасни работи, а пак некој нешто не се сеќа. Така да ни фали малку фокуси на благодарноста, и да можеме да ја промовираме благодарноста во компаниите, тоест што е оно што го имаме што е добро, а вториот дел да размислуваме во тоа како може или тоа што не е добро, тоа што е добро да го негуваме неразумно, тоа што не е добро да го како може да подобриме што ствари првата крила на кампањата личен избор. Супер. Александра? Нешто што јас може би не спомнав до сега, не сум били така поддржа дискусијата. Тоа е предвидот дека не е само експериментот на жртва, односно како ни се представува предвидите, като почнува интернетната, да тоа чисто би сакала да дадам напад до сите компанија, да се што слушаат што видат, за да треба прво да внедра да се работи, да не се запреграва програми, да рекогнишен работите, различни за бенефити, само за слушување на останали што видат. Меѓутоа, од нами се гради прво имиджот, за тоа да излезе надвор и да видат имиджот. Благодарам. Изелица. Јас би се осврнала на физичкото елита, бидејќи ние сме портал за вработување, би сакала да желувам сите зашто не се чувствуваат во работите. Уште ден се почнува да нова работа, затоа што тоа е во мене иницијалното значење на животот, половина од животот го имаме на работа, половина од денот не довеше повеќе, исто така на работа. И сметам дека ако не се чувствуваме убаво, ако не се чувствуваме задоволно, ако не се чувствуваме мотивирано на работното место, половина од нашите активности дополнителни, што не се работни уловки, не би се ги завршило за целосно постојање, да бидеме добри родители, добри сопруги, сопрузи и така натаму. Така да, мене само врабување да секогаш бидат во окружување на овој нешто носи позитиво. Ако не се во такво, нешто бега да аплицираат интегрално. Супер, Ели, јас ги охрабрувам. Ви се заблагодарена за вашите увиди, ставови, примери кои што ви споделите денеска со нас. Посакувам да продолжите со градење на успешни брендови, познати со вашите луѓе. Имајте си убав ден и благодарам што ме почестите со вашите присуство.